А исто така во продолжение ќе си ја поздравам и мојата драга колешка Билјана Дебарлиева, која што и денеска ќе биде тука со нас, заедно со нашата гостинка, затоа што следи визита. Она што сакам да го кажам, драги гледачи, дека не смеете никако да го пропуштите денешното издание, затоа што ем ќе слушнете совети за вашето здравје, ем ќе се добиете и награда. Така е биле или грешам? Така е, сосема си во право, Милена, и еве ќе се надобрзам јас на ова твое кажување, дека повеќе причини имаат гледачите повторно да бидат со нашата визита. Тоа го правиме уште од почетокот и на онаа прва сезона, нели, кога ја почнавме пред околу 3 години. Постојано ги советуваме она што е најдоброто за нивното здравје, но им обезбедуваме и вредни подароци. Ваучерот за дигитален апарат за мерење на крвниот притисок, но и течниот колаген, кој што ќе се грижи за убавината и здравјето на секого и однадвор и однатре и ќе ви обезбеди баланс и квалитет на вашето секојдневно живење. Многу голем повод, нели, и повеќе причини да бидете со нас од почеток до крај, но јас би сакала само накратко да ја најавам и темата за која денеска ќе разговараме во визита, а тоа се вродените срцеви мани, невините шумови, кога да се посети детскиот кардиолог, како се прави прегледот на детското срце, како, кога и зошто се јавуваат, односно причините за вродените срцеви мани, симптомите, манифестирањето, дијагнозата и се разбира терапијата. Останете со нас, почитувани гледачи. А на оваа тема денеска во визита разговараме со доктор Светлана Крстевска-Блажевска, детски кардиолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Так. Доктор Светлана, ќе почнеме на почеток со градбата на срцето, за да се надоврземе и на невините шумови на срцето, бидејќи честопати и она што го слушаме, а веројатно нели од вашата секојдневна пракса, родителите знаат да кажат моето дете има шум на срце. Така, значи би почнала од градбата на срцето затоа што подосна кога ќе објаснуваме нели за шумот на срцето, ете невиниот шум, па и за срцевите мани, да биде малце појасно значи како настанува тоа, како се движи крвта, која е функцијата значи на срцето. Срцето, вака општо прифатено, можеме да го поделиме како да е на два спрата, би се рекло. Значи, во горниот спрат се наоѓаат предкоморите, тие се 2 на број, а во долниот спрат се наоѓаат, значи, двете комори. Односно, срцето е поделено на 4 шуплини, значи 2 предкомори и 2 комори. Исто така, пак од функционална гледна точка, можеме да го поделиме, значи, на лева страна на срцето и десна страна на срцето. Левата страна на срцето секогаш има оксидирана крв, односно, меѓу луѓето позната како добра крв, а додека во десната страна на срцето, значи, тече редуцираната крв, таа што е сиромашна со кислород, која што меѓу луѓето е позната, нели, како лоша крв. Така. Невините шумови на срцето колку се чести кај детската популација и што значи шум на срце? Така. Треба ли да загрижува таквата состојба? Така, самиот наслов, значи, или името невин шум, значи тоа е нешто невино, тоа е нешто безопасно, од кое што ниту родителите треба да се плашат, ниту децата би имале, значи, некакви компликации во однос, нели, или импликации во однос на нивниот раст и развој. Шумот тоа е еден звучен феномен, значи, кој што го слуша лекарот со неговиот алат, односно со неговиот стетоскоп. Кај дечињата, значи, овие невини шумови, или ги викаме функционални, се среќаваат во голем процент. Дури 50 до 70% од здравите деца можат да имаат невини шумови. Секако ќе се запрашате зошто толкав број на деца имаат невини шумови. Првен, самата конституција на децата е поинаква од конституцијата на телото кај возрастните. Дечињата се обично потенки, тие значи немаат масно ткиво, мускулите не им се толку развиени како кај возрастните на градниот кош, значи потенок е градниот кош и од друга страна нивното срце е поприближено кон предната страна на градниот кош, што значи дека кога ние слушаме со стетоскоп, појасно ги слушаме, значи, функцијата на срцето и како шум се јавува и самото течење на крвта низ крвните садови. Често пати знам да објаснам дека како тоа може да биде, нели, да се јави шум, да е срцето здраво. Па објаснувањето е ако на пример вие ја пуштите чешмата да тече, нели, се слуша некаков шум, така? А таму нема никаков проблем со течењето на крвта. Така и кај децата, значи самото течење на крвта низ тие крвни садови прави таков звучен феномен. Сега, често знаат родителите да кажат, ако има шум, зашто некој лекар, кога ме слуша, педијатар, например, ми вели, нема детето шум. А во друг момент, значи, ќе каже, може и да се слушнат, а може и да не се. Ќе кажат, докторке, ние дојдовме да се увериме дали има шум или нема шум. Значи,
педиатрите се во право, значи некој педиатар некогаш ќе го слушне невиниот шум, а некој нема да го слушне. Зошто? Затоа што има ситуации кога се слуша тој невин шум, а има ситуации кога не се слуша. Ситуација каде што може да се слушне невиниот шум, тоа е значи зголемена температура, префизички замор, односно ситуации каде што срцето работи со поголема брзина. Значи тоа е една физиолошка забрзена работа на срцето и педиатарот често пати може да го слушне шумот кога детето е болно, меѓутоа да преќути за да не ги вознемири родителите. Тој ќе почека да помине значи инфектот, температурата, физичкиот замор и после тоа повторно ќе го слуша. И повторно си е здраво детето, така и ќе го викне на преглед, тогаш веќе нема да го слуша и навистина тој бил во право. Не ги вознемирил родителите, а детето нема шум. Така. Меѓутоа, ако и после, например, таа епизода на инфекција го слуша шумот, повторно значи може да направи разлика дали тоа е невин шум или ќе го упатува значи на срцева мана. Ако интензитетот на шумот е менлив, значи ако во стоење, например, помалку се слуша, ако детето ќе легне се слуша повеќе, значи пак може да биде сигурен дека е тоа невин шум. Додека ако тоа е значи константно со ист интензитет, тогаш веќе треба да размислува дека можеби не станува збор и за нешто друго. А до кога траат? Во периодот од детството или возраста? Невинните шумови, бидејќи самиот шум, значи тој звучен феномен, си има степени на јачина, би рекла. Значи тоа е од 1 до 6. Значи 1 тоа е таков шум кој што можеме да го слушнеме кога детето за кратко време би престанало значи да дише, затоа што самиот феномен при дишењето може звучен феномен на дишењето го се преклопува со шумот. Тоа е значи многу тивок шум. Шумот од втор степен значи се слуша, меѓутоа нели е тивок и тој упатува најчесто на невини шумови. Од трет степен е веќе поинтензивен, значи јасно го слушаме. Од четврт степен, значи покрај тоа што има шум, кога би ја ставиле раката на градниот кош на детето, ќе осетиме како едно грепкање, значи на самата дланка. Од петти степен тој веќе јасно се слуша, значи дури и кога лесно сме го ставиле стетоскопот значи на градниот кош, и од шести степен велиме дури и не мора да го ставиме стетоскопот, тој може да е оддалечен од градниот кош, а ние да слушнеме дека детето има шум. Така да бидејќи реков, овие невини шумови се помеѓу првиот и вториот степен. Најчесто ги слушаме кај деца кога ќе дојдат во ординацијата на педиатарот, се мирни, соработуваат, не плачат. Значи тоа се дечиња 2-3 години, значи и тогаш првпат нели педиатарот ќе слушне шум. И сега вознемиреност кај родителите затоа што ќе каже како до сега немало шум, а сега се јавува. Значи затоа повеќе фактори играат на тоа кога ќе се јави шумот и што понатаму да направи педиатарот. Значи тие се јавуваат, значи не дека или се слушаат од втората, третата година и обично исчезнуваат од кога ќе престане детскиот организам да расне. Тоа е негдека после пубертетот. Така да. И доколку веќе се имало шум во таа рана детска возраст, ќе се повлече, нема последици и компликации по здравието понатаму кај човекот нели низ годините. Така, значи пак ќе кажам, невин функционален шум. Ако е, значи, таков шумот се докаже, значи, ако самиот педиатар е сигурен дека, нели, тоа е невин шум, значи не мора ни детето да се прати кај детски кардиолог. Меѓутоа, ако родителите се многу вознемирени, ако матичниот педиатар сепак, значи, се сомнева дали е ова невин шум или е можеби нешто повеќе, тогаш е добро да го препрати, значи, детенцето до детскиот кардиолог. Кога ќе дојде кај детскиот кардиолог, детето треба да биде така, каков преглед се прави на детското срце. Треба да биде малце припремено затоа што прегледот кај детскиот кардиолог воопшто не боли. Понекогаш ние го правиме да е и многу интересен. Значи исто детскиот кардиолог си има стетоскоп, го преслушува значи детското срце. Потоа значи правиме електрокардиограм ЕКГ. Значи со него го следиме кој е ритмот значи на срцето, меѓутоа од ЕКГ-то веќе може да насетиме дали тоа срце е здраво или има некакви значи промени и потоа правиме ехокардиограм. Значи ехокардиограмот е безболен, му објаснуваме значи детенцето си лежи, па ставаме значи гел на градниот кош, ние тоа го викаме малце ќе се бањаме, ова е шампон за бањање кај малите деца. Мора да се изнајде еден најдобар и нели начин за преглед на детето. Значи со сондата поминуваме по предниот зид на градниот кош и добиваме слика на екранот и ние со дечињата пак се соработуваме и велиме дека си гледаме цртан филм. Така да бидејќи нели ехото има да кажам
различни алатки, значи може да пуштиме како колор доплер, значи има со која што се прикажува боја, па се покажува значи црвена, плава или зелена боја, па пак ни е шарено, пак детето го смируваме. Исто така имаме значи еден звучен доплер во кој што се точно значи се слушаат звуци како работат значи валвулите, односно тие вратички би рекла во срцето внатре и повторно, значи, една, велиме дека срцето на детенцето пее, така да ни поминува и интересно низ кардиолошката ехокардиографска лабораторија. Да. Ќе продолжиме да разговараме за она што и го договаравме за да го заокружиме првиот дел, ама гледачите очекуваат да ги вклучиме па да ги слушнеме нивните прашања. Така. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Веќе сте вклучени во визита, повелете со прашањето. Сакам... Добар ден. Добар ден. Сестра Будимка се јавува на телефон. Така. Сакам да ја поздравам многу доктор Светлана. Така. Поздрави до вас. Знаја докторката. Ве знам и многу ве поздравувам. Доктор, невиден човек. Благодарам многу. Так. Сакавте само поздрав да упатите, така имате ли конкретно прашање, можеби? Добро, ви благодариме за убавите зборови. Продолжуваме понатаму. Добар ден и за следниот гледач. 4 месеци сум на возраст на 65 години. Пред 3 месеци отидов на приватен кардиолог и ми вика дека имаш на 4-тиот залезок шум на срцето. А јас воопшто не осеќам измореност, уште сум многу во движење, во физичка активност и докторот ми даде кардивиол 2 пати на ден по пола. Пред 2 месеци, на 15 февруар бев на контрола, рече добро е, но се уште шумот. Како може јас да имам сега добиено на ова возраст шум или од детството? Од детството никогаш одевме на систематски прегледи, од училиште никогаш не се каже дека имам шум. Тоа ми е прашувањето, сакам да ми одговори докторката, дали на повозрастни години се добива шумот или од некое посериозно заболување. Добро, ви благодариме. Благодариме на прашањето. Сега тоа не е во мојот обем на работа, меѓутоа пациентката, пошто рече, мислам дека има 65 години. 4-5, да. Така, не верувам дека тоа е значи нешто што е од раѓање, затоа што кај повозрастни зборуваме значи 20 години до 30 години, значи може да се откријат шумови кои што ќе покажат дека таа индивидуа имала значи срцева мана од раѓање. Значи тоа се некои мали значи кардиопати, срцеви мани, како што е атриалниот септален дефект, на пример, тој може да е мал отвор помеѓу двете предкомори, кој што долго време може да не даде никаков симптом и доколку не е редовно следен или е некако превиден тој шум, може да се диагностицира значи покасно. Меѓутоа пациентката ведејќи има 65 години, јас не верувам дека тоа е од раѓање, тоа се возрастни индивидуи кои што добиваат шум од други причини, значи може калцификати да се јават на валвулите и веќе тука значи да се појави тој шум. Значи сепак треба да се испитува кај адултен кардиолог. Така, ама не треба да се остава состојбата како што е сега, веќе штом се појавило такво нешто. Да, значи добро е што е во добра кондиција и најверојатно тоа се појавило сега во овие години и треба да се лекува затоа што таа кондиција може да прогредира, па значи да доведе до други компликации, на пример проширено срце и така натаму, значи да се следи редовно и да пие терапијата и оние редовни контроли, нели што секогаш лекарите ги препорачуваат. Кардиологот, тоа е тоа. Така да. А секогаш си го поставуваме прашањето зошто на овие години мене ова ми се појави, може ли да ми се појави за секое, нели? Заболување, вклучително и болестите на срцето. Секоја возраст има нели своји болести, така да само да поминат што би се рекол. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало? Да, ве слушаме. Во студио сме? Да, веќе сте вклучени. Повелете со прашањето. Добар ден и среќен ден за докторката и за родителката. Ви благодариме. Да прашаме нешто? Слободно, да, повелете. Јас сум години над 70 години и може да кажам све тоа. Над 70 години и осеќам замор на срцето. Така. И често осеќам замор и имам, кога го мерам притисакот, ми покаже
срцевите откуца и повисоки. Зошто тоа? Ајде, врз основа на ова што ни го кажа гледачот, ви благодариме за јавувањето. Иако повторно ни е возрасен гледач, ние зборуваме за детската возраст, меѓутоа препораката и советот, нели? Чувствува замор, значи и има тахикардија, забрзана работа на срцето и претисокот е висок. Значи секогаш кога значи повисок претисокот, срцето компензира значи на свој начин, сака значи да му помогне на организмот и затоа се појавува значи тие забрзани работи или успорена работа на срцето. Треба да се реши основниот проблем, значи да се види зашто е заморот, да не станува сепак збор значи за проблем, значи као најчесто во оваа возраст, пак ќе кажам, значи се намалува моќноста на срцето, да кажам, ние тоа го викаме може инсуфициенција, значи срцето да не ја испумпува крвта што стигнува во него, да може да се прошири, значи треба да се појача моќноста со терапија и да се регулира колку што е можно притисокот. И кога ќе се регулираат основните причини, ќе се повлече и самата тахикардија. Така. А и високиот крвен притисок веројатно нели треба да си се да се види, да си се регулира постојано. Да се види што е можно да е нормален и со тоа ќе се повлече и последицата. Обично тахикардијата би се рекло последица на некоја болест која што има срцето. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Ќерка ми има 26 години и е направена 2 пати операција. И уште има шум, не прима никакви лекарства. Ме интересира дали ќе се повлече или ќе остане до крајот на живота. Дали е тука Да, слободно прашајте. Од што е значи оперирана 2 пати? 2 пати на една година оперирана, имаше отвор меѓу коморите. После на 15 години не ве слушнавме убаво. Диагнозата која била срцева мана, конгенитална? Имаше вродена срцева мана, имаше отвор меѓу коморите и се мешаше крвта. Отвор меѓу коморите, добро. И тоа веќе се направи, после 6-7 години имаше пак проблеми. Добро. Ја носев несакаде на контроли, ни рекој демек тој е во ред, нема ништо проблеми. После на 15-та година веќе то сето зараснало и главната аорта и беше многу штетена. Сега има вештачка аорта, во Бугарија ја вградивме и сега пак има проблеми и шумот е многу чувствува замор, ја боли грбон, а лекарства не добива никакви. Добро. Па овдека како да биле, значи, би рекла 2 мани во едно срце. Значи, разбрав дека имал девојчето, мислам дека било, да. Имало поголем отвор помеѓу двете предкомори и исто така стеснување некое критично на големиот крвен сад што излегува од срцето, тоа е аортата. Вентрикуларниот септален дефект, значи тоа е отвор кој што се наоѓа помеѓу двете комори и тука значи настанува мешање на крвта, да кажеме, ние како што викаме шантирање и најчесто е ако е изолирана, значи срцева мана, мешањето оди од лево кон десно. Односно, она што го објаснува преска, добрата крв поминува во лошата крв. И другата, значи проблем беше стеснување на аортата. Имала проблем најверојатно со валвулата и таа е тука валвулата или таа е вратичка нели што каде што крвта поминува за да влезе во аортата, оштетување, таа е заменета. И сега значи има шум повторно. Вентрикуларниот септален дефект доста успешно значи се решава. Не верувам дека е шумот значи од тука. Освен ако нели кај што е решено значи тука, може да остане некој мал отвор низ кој што повторно поминува мала количина на крв од левата кон десната страна, па да се појавува шум, меѓутоа таков мал отвор кој што на ехо може да биде 1 или 2 милиметри, не прави никаков проблем. Проблемот значи е тука во аортата, заменета е валвулата. Шум значи може да има затоа што не знаеме сега, не знам ни јас каква е значи градбата, морфологијата на аортата после валвулата. Значи можеби и тој дел да е нешто потесен и бидејќи сега крвта поминува низ нешто потесен дел, значи затоа се јавува шум. Редовни контроли, соодветна терапија значи,
да не дојде до компликација. Затоа што ако не може крвта нели нормално да излезе од левата комора, таа ќе се прошири, ќе дојде значи до други компликации кои што ќе бидат полоши по здравје. Значи само редовна контроли со примање на терапијата. Така, иако спомна гледачката дека терапија не прима сега, ама добро, не ни се доволни можеби овие информации. Да, можеби не прима затоа што сега за сега е стабилна ситуацијата со срцето, меѓутоа нели затоа редовните контроли се тука да навреме се даде терапија, да не се така да се реагира на време, да направи компликација на срцето, да. Така. Зборувавме за невините шумови на срцето, постои уште една категорија на дечиња со уште еден проблем. Така, да. Значи еден проблем кој што и не е проблем, би се рекла. Да. Тоа е пролапс на митралната валвула, сакам за тоа малце да поразговараме. Значи митрална валвула, тоа е значи валвула, вентил, како да го кажам, кој што се наоѓа под левата страна на срцето, помеѓу левата предкомора и левата комора. Тоа е како една значи вратичка, да ја кажам, која што е составена од два дела, ние викаме од два кусписи, едниот е преден, едниот е заден, и која е функцијата на митралната валвула. Значи, кога валвулата е значи отворена, крвта се поминува од предкомората, поминува во комората, и потоа таа валвула треба да се затвори, да не дозволи да крвта се врати назад, него да крвта да се истече од левата комора, да влезе во тој голем крвен сад, односно во аортата. Сега, обично, кај тенки дечиња, кои што се високи дечиња, како што се тие тенки, велиме така е тенка и самата валвула и малце може да е поиздолжена и во таа фаза кога таа се затвора, значи може малце да навлегува и во левата предкомора и при тоа значи создава еден феномен, звучен феномен, значи повторно шум на срце. И викаме вашето дете има пролапс на митралната валвула. Меѓутоа, ќе кажам дека и тоа е само една кондиција која што треба да се следи и која што е воопшто не е опасна. Што треба да се следи? Затоа што понекогаш значи може во определени ситуации валвулата наместо добро да затвори, значи може малце да останува подотворена и да дозволува крвта од левата комора повторно да ни се врати назад. Меѓутоа, ако е во многу мал степен, повторно не прави никаков проблем. Значи, и кај тие родители, кои ќе им кажеме дека вашето дете има пролапс на митрална валвула, значи не треба да се вознемируваат. Нивното дете треба да се продолжи со најнормален раст и развој, со најнормални физички активности, може да продолжи да спортува. Спортувањето, така. Тоа е посебен што треба да разговараме, меѓутоа, значи, ќе треба да се прават контроли. Колку често? Ако има значи само пролапс без пропуштање на крвта, можат контролите да се прават на 3 или 4 години, а ако има значи такво мало пропуштање, тогаш можеби ќе има потреба од еднаш годишно. И пак ќе кажам, пролапсот на митрална валвула, значи без значи тоа пропуштање на крвта е привилегија за најчесто за детската возраст. Со самото престанок на растењето, значи се губи пролапсот, ќе се повлече, со тоа ќе се повлече и самиот шум на срце. Така. Сега спортувањето и кај невините шумови и кај ова што го споменавте, спортувањето кај невините шумови дефинитивно тие деца може, не само што може, него треба да спортуваат како и сите други деца. И кај пролапсот на митралната валвула исто, значи може да спортуваат. Ке кажам, доколку нема враќање на крвта од левата комора кон левата предкомора или доколку тоа враќање е минимално. Затоа што враќањето на крвта може да биде, значи, се да не навлегувам, значи многу во кардиологијата, од 1+ до 4+, има и други мерења, значи ако е 1+, 2+, значи ние и дозволуваме да се спортува. И општо кога станува збор значи за спортување кај деца, значи сите дечиња кои што сакаат да спортуваат, а треба да спортуваат, добро би било значи и сериозно ако се или редовно ако спортуваат да се направи еден преглед значи на срцето, со тоа значи да се исклучи за некоја кардиопатија која што може да е скриена и да се направи еден електрокардиограм, да се исклучи пореметување на самиот ритам на срцето. Бидејќи е многу тешко ако после 5, 6, 7 години на спортување се открие шумот, па ако уште има некоја мала срцева мана, пошто обично на таа возраст тоа не се тешки срцеви мани, или ако се открие некое пореметување во ритамот на ЕКГ-то и вие велите на родителите и на детето, ова дете не смее да спортува, тогаш верувајте дека тоа е многу една тешка ситуација, бидејќи вие во еден момент кажувате дека вашето дете има болно срце и велите дека за родителите тоа е многу тешко. Тие веќе спортот го ставаат на страна и не е битно, меѓутоа детето за него е многу тешко, тоа навлегло во спортот, уште може би е добар спортист или да разбере така зошто не сме. За него не е проблем што срцето, значи не може да го свати дека
дека не е проблем, меѓутоа не може да го свати проблемот дека не може да спортува. Значи веќе тука доаѓаме и психичкиот момент, значи доаѓа. Така. И кој да било спорт, нели си бара голема физичка и кондиција и напор, да. Прегледите на спортска медицина нели се задолжителни? Детето, кој е дете и кој спорт да го одбере, барем еднаш или пак два пати во годината треба да се направи. И тука може нешто да се Да, супер, се прават, значи така, меѓутоа затоа кажам на почеток кога уште се значи во школа почнуваат да спортуваат или нели не е баш сериозно сватена работата, уште не одат значи на тие редовни спортски прегледи. Потоа веќе одат на спортски прегледи, меѓутоа пак ќе кажам, тоа е потоа, значи можеби после 2-3 години, а инаку спортска медицина одлично значи се врши функцијата и така треба да продолжат. Родителите да не ги пропуштаат, бидејќи родителот треба да го однесе детето, тоа само нема да знае и нема да му текне. Ете така. Вродените срцеви мани, причините кои што доведуваат до нив. Вродените срцеви мани се сега една друга категорија. Само име кажува вродени срцеви мани. Значи тоа се мани на срцето со кое што детето се раѓа. Значи тоа не е нешто што подосна ќе се појави, него детето се раѓа со тоа. Колку се чести, нели ќе кажеме, ако збориме нели за општата популација, ќе кажеме не се многу чести, негдека 4 до 7 новороденчиња на 1000, значи живородени ќе имаат срцева мана. Меѓутоа јас пак она што го кажав, ќе го речам уште еднашка. Меѓутоа ако едно дете во семејството има срцева мана, тоа е 100% за тоа семејство. И затоа нели тие треба посериозно да се сватат. Причините и до ден денес остануваат дека тие се, значи многу фактори можат да доведат да се роди едно детенце со срцеви мани. Тука ќе ги спомнеме значи генски фактори, значи самите гени во наследниот материјал. Доста често значи промени значи во гените што е внатре, така да има посебни синдроми кои што се со тоа асоцирани, потоа промени во хромозомите, дали било во бројот во хромозомите, во самата структура на хромозомите. Еве сега пред 10 дена значи беше денот на дечињата со синдрома Даун. Тие се значи една група на дечиња кои што имаат поголема можност да имаат срцева мана, и тоа си имаат една типична што е за нив срцева мана. Ете таа група и секако и други дечиња кои што имаат некакви синдромски болести исто се подложни на почести конгенитални кардиопатии. Потоа други причини се од страна на мајката. Значи мајката која има некоја хронична болест која што не е добро контролирана, значи само не добро контролирана може да доведе да развојот на срценцето на новороденото да не е како што треба. Например, ако мајката има шеќерна болест, диабетес мелитус, ако тој не е добро контролиран, значи добро затоа што мајки кои што си имаат диабетес мелитус и одлично се контролираат, ризикот е значи сведен на минимум, да не нели да не ги исплашиме. Мајките да ги поттикнеме и тие мајки нели треба да си имаат потомство, затоа треба добро да се контролира и други болести или акутни болести кои што се случиле најчесто во тој прв триместар, значи кога се формира, кога е првите 3 месеци кои најважни се секогаш нели од преминоста. Ете една таква значи вирусна инфекција, тоа е рубеолата, значи и може да доведе не само најчесто мозочето, очите се зафатени, меѓутоа исто и срцето, и затоа има дели вакцина која што ги спречува тие компликации да мајката нема рубеола или за со тоа да се избегне оваа опасност. Или мајки кои што живеат во средина каде што на пример има физички агенции, зрачења на пример, потоа хемиски бои, спарувања, лакови, исто така, значи може да делува, пак би рекла, тие физички и хемиски пак реагираат на генетскиот материјал и пак од тука значи доаѓа до промени во структурата на срцето да се појави некоја конгенитална кардиопатија. Така, поделбата на вродените срцеви мани? Да, поделбата на срцевите мани, значи на 3 големи групи би ги поделиле. Мани кои што имаат шант, значи тоа како што кажав прескона, тече крвта од левата страна на срцето кон десната страна и во тој случај имаме мешање на добрата кон добрата крв оди кон лошата, да кажеме. И тие деца немаат, значи цианоза, ние што би рекле, односно модрило, меѓутоа може да се појават други компликации. Потоа тука се маните кои што се од десно кон лево кога поминува крвта или шантира, тие се кога велиме се па лошата, онаа богата со CO2 сиромашна добрата. Да, редуцираната оди кај добрата. Па така во целото тело крвта која што оди преку главниот крвен сад е сиромашна со кислород и тие дечиња се плави, тие се модри.
значи се појавува цијаноза као главен симптом, само да кажам, главен знак, нели има и други работи што се појавуваат. И третата група се мани кои што немаат такво шантирање, крвта не поминува лево или десно, меѓутоа затоа пак некако има пречки на своето течење. Значи може да се појави стеснување на аортата, претходната значи гледателка што се јави, нели аортата беше спомната, или може да се појави стеснување на ние викаме пулмоналната или белодробната артерија и да не може крвта слободно да излезе од десната комора кон белите дробови. Спомнав само два главни проблеми да кажам, меѓутоа во тие мани значи има и други пропратни кои што нели се јавуваат така. Да се јавиле, меѓутоа вие се најчестите. Така, да. Да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до докторката и до вас, водителката. Ви благодари. Јас сум родител на 14 годишно девојче. Пред 2 години на систематски преглед и беше откриено тахикардија и беше пратено детето да се испита на ЕКГ, да се направи и ехо. Ние сме откочени и доаѓаше лекарот Филип II, така што направивме ехо на срце. Докторката рече дека се е во ред, дека е само тоа што детето има поголема висина од нејзините години. Имаше доволна килажа, добра циркулација на мозокот, и значи таа спортуваше кошарка, моментално рече да престане и само да пие магнезиум и B6. Меѓутоа ние, значи, како година и пол немавме проблем, а сега пред едно 3-4 месеци и се случи како гушење, така што ја однесовме веднаш на брза помош, направија ЕКГ, немаше полни 14 години, тогаш не можеа да не пратат на интерно оделение, отидовме на детско. Во детско не знаеа уопште кога го погледна ЕКГ-то како и што да прават со тоа, така да веднаш не пратија на интерно оделение. Значи тоа беше време траење од пола час што се направи ново ЕКГ. Тоа ЕКГ беше добро за разлика од првото ЕКГ. Нивниот одговор беше дека тоа е моментално и дека детето е во некаков стрес. Нејзи се случува, значи, често, или некој ќе се уплаши од нешто, или значи ќе каже дека има некоја боцкање назад во грбот. Значи, и само кога ќе го усети тоа, се напие магнезиум и самата мисли дека од магнезиумот е добро. Меѓутоа, моето прашање е дали тоа со текот на времето ќе исчезне, дали тоа некој страв, дали од некој стрес, меѓутоа сакам да кажам дека детето нема вака домашни стресови или било што, али он вака е малце потемпераментна, има височина од 1,73 м, 14 години, 62 килограми е. Дали тоа влие на самата таа тахикардија, што се случува многу често, или е поради нешто друго, и дали прашањето до докторката дали е потребно повторно ехо на срце да направиме, или кај ваш доктор во Скопје, или пак да тука кај нас. Така, добро, во ред, ќе слушнете веднаш. Благодарам за прашањето. Значи, од позади сакам да одговорам на последното прашање дали треба ехо на срце. Ако е направено ехо на срце, ако е во ред, значи не треба да се повторува сега во толку кус период. Она за кое што прашува, значи, гледателката е друг проблем, за кој што исто може широко да се разговара, тоа е пореметување во ритмот, значи, на детското срце. Убаво објасни, значи, мајката дека девојчето имало забрзана работа на срцето, тахикардија, и убаво кажа дека нагло почнало и нагло престанало. И меѓутоа додека не се види ЕКГ-то, као што ние викаме, во напад на тахикардија, односно забрзана работа на срцето, не можеме да кажеме за кој вид на забрзана работа на срцето станува збор. Ако тоа е од стрес, како што кажува мајката, значи станува збор за ние викаме синус тахикардија, значи една функционална тахикардија која што имаат децата кога се физички заморни, кога имаат температура, и како што ќе помине заморот, температурата, стравот, стресот, се повлекува и самата тахикардија. Меѓутоа, ако не станува збор за синус, него е таа
опасната, сега тешко е да кажам, нели, поопасната, посериозната за која што треба испитување, тоа е пароксизмалната тахикардија. Значи тука срцето, например, кај девојче од 14 години, наместо да биде недека 90 средно да кажеме, може да биде 150 и 200, значи, и таа се вика пароксизмална тахикардија. Тој пристап на пароксизмална тахикардија бара понатамошни испитувања. Кои се тие понатамошни испитувања? Значи, можеби треба да се носи холтер, тоа е на 24 часовно снимање ЕКГ. Ние викаме да го фатиме пристапот на тахикардија. Ако го фатиме, ако не го фатиме, значи ништо не, мислам, чекаме да има нов напад и повторно да се сними. Меѓутоа, затоа ќе кажам, во овој случај треба кардиолог, педијатар, да го види како изгледало тоа ЕКГ во напад. Значи, од кога ќе се види ЕКГ-то во напад, можеме да разговараме што треба. Може да била синус тахикардија, ништо не треба, магнезиумот е одличен, значи тоа е симптоматска терапија, меѓутоа ако била таа пароксизмална тахикардија, навистина ќе треба. Така, сето она што досега е направено како испитување и преглед да се види повторно, така и за да се знае што како да се продолжи понатаму. Сите ние секогаш не интересира ќе помине ли ова, ќе се во најразличните состојби кои што нели проблеми со здравјето кај детето. Нели сега ќе поминуваат, значи за конгениталните кардиопатии ако станува збор, значи дел од нив обично може да поминат. Помали отвори, значи, кои што ги среќаваме, например, помеѓу двете предкомори, тоа е на онаа преграда, јас би рекла, помеѓу двете предкомори, атриални септални дефекти помали можат сами од себе да се затварат, значи со текот на времето. Отворчиња кои што се на преградата помеѓу двете комори помали исто можат да се затворат сами од себе во тек на времето. Значи поминуваат. Определени кардиопатии, значи, може да ги толерираме подолго време, а додека други бараат, значи, и интервенција. Значи, таа интервенција, значи, може да биде во групата на интервентна кардиологија или да биде хирургија на отворено срце. Интервентната, значи, ни помага, не отвараме граден кош, него имаме пристап преку периферните крвни садови и најчесто, значи, со тоа се затвараат отворчињата кои што се на предкоморите, со чадорчиња, например. Така се може да се прошират некои стеснети валвули, например, како што е валвулата или вентилот на пулмоналната артерија кој е тесен. Значи, процедура која што е многу кратка, во ден-два, значи, престој во болница, се завршува целата процедура и детето е, значи, ослободено од таа конгенитална кардиопатија и таа е, значи, решена. Меѓутоа, има на тоа потешки кардиопатии кои што сепак бараат, значи, хирургија на отворено срце. Некои бараат само еден. Некогаш и повеќе пати, така треба, како што рече. Два пати. Поголемите, вентрикуларни септални дефекти, значи, тие се пак отворите помеѓу двете предкомори, тие бараат, нели, како едни од најдобри за прогноза би рекле, нели, да се затворат тие отворчиња. Потоа има други кардиопатии каде што треба мала корекција и на големите крвни садови, значи тие ќе се коригираат крвните садови или поголема корекција на тие крвни садови, исто може да биде во еден акт. Меѓутоа има кардиопатии кои што се многу комплексни, кои што дури и при самото раѓање кај новороденото треба брзо да се реагира во првите 24 часа, да се направи, значи, некоја помошна интервенција која што ќе му овозможи да преживее за многу наскоро. И понатаму така да се до крајот на првата недела да се направи уште една хируршка интервенција и потоа можеби на 2 години или на 4 години да бара и трета, односно четврта хируршка интервенција. Така да, кога зборуваме, значи, веќе за кардиохирургијата, после таа хируршка интервенција срцето може да добие еден изглед и функционално и морфолошки како да не се случило ништо на тоа срце. Меѓутоа, кај определени кардиопатии никогаш не може, значи, градбата на срцето да биде како здравото срце. Тоа се, значи, само ние викаме помошни операции кои што ќе во возможи на младиот организам нормално да расте и да се развива. Така да живее, така точно. При крајот на визита уште само едно јавување и уште едно прашање од нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, јас имам детенце 12 годишен син. И од онаа поризична група со Даунов синдром, меѓутоа за среќа немаме некои вродени срцеви мани. Има само шум на срце, што ми рекоа дека е безопасен.
Сега прашањето ми е, спортуваме активно, дали треба да има некои ограничувања во спортот? Така, само пред да го слушнете одговорот од доктор Светлана, ќе ни го кажете вие името и презимето, бидејќи вам ви доделуваме подарок денеска во овој дел од визита, течниот колаген кој што содржи хиалуронска киселина, витамин А, витамин Б комплекс С и цинк кој што се добри за здравието на кожата, за сврзното ткиво, ја намалуваат болката во зглобовите, тетивите, лигаментите и ја подобруваат подвижноста. Фармаген и визита ви го доделуваат вам овој подарок денеска во визита, само го очекувам името и презимето за да можеме и во режијата да го запишеме. Добро, јас сум Сузана Стојановска, иначе ова ќе ми биде и роденденски подарок, затоа што ми е роден ден денес. Навистина, честит роден ден, гледате како сосема случајно, ама сите коцки некако ни се склопија, значи го добивате овој подарок. Нема во секој случај. Така, да. Така ќе биде добар за негување на убавината и на здравието и однадвор и однатре, ќе ви овозможи квалитет и баланс на вашето секојдневно живење. А сега да го слушнете и одговорот на вашето прашање, односно советот и препораката до гледачката. Слободно спортување. Да продолжи да спортува, значи детенцето, нема ништо да биде, тоа бил нивен шум, значи испитане, докажане, само спортување, најслободно. Така. Генерално уште една препорака за крај до сите родители кои што кај дечињата и невин шум на срце е констатиран и онаа друга состојба која што ја споменавте, а и децата со вродените срцеви мани. Значи за децата кои што имаат невини шумови, пролапс на митралната валвула, кажавме која категорија, значи може да спортуваат. Наистина што може, меѓутоа треба да спортуваат, да излезат значи од дома, да се дружат и нели спортувањето е здраво за нивниот правилен физички и психички раст и развој. Кај дечињата кои што имаат срцеви мани, кои што се коригирани, голем дел од нив, значи исто слободно може да спортуваат. Дел од нив може да спортуваат, меѓутоа тоа да не се компетитивни надпреварувачки спортови, значи спортови кои што имаат помал физички замор. И една медицинска препорака, значи заштита од бактериски ендокардит. Значи само тоа сакам да го споменам, бидејќи и дел од оние срцеви мани кои што викаме се мали безопасни, како што се малите, пример само ќе кажам еден мал вентрикуларен септален дефект, значи мало отворче помеѓу двете комори, кој што е милиметар 2, значи тие дечиња треба секогаш да имаат заштита од бактериски ендокардит. Што значи? Секаде онаму каде што имаат некоја процедура во која што има крварење, например, вадење заби, операција на слепо црево, значи некаква таква интервенција во која што има крварење, треба да се заштитат со соодветен антибиотик, значи пред почнување на интервенцијата и после завршување на интервенцијата, за да не дојде до ендокардит. А ендокардит, значи, е воспаление на тој внатрешен дел од срцето од бактеријата која што ја предизвикала другата болест поради која што треба да се интервенира. Така. Внимателни ќе бидат, ќе ги слушаат овие препораки и тие деца нели ќе си растат и понатаму и ќе се развиваат. Една препорака сакам до сите родители, значи направете за вашето дете се што можете денеска, не оставајте за утре, бидејќи ако вашето дете денеска има 2 години, утре ќе има 2 години и 1 ден. Овој ден нема никогаш да се врати. Така, навистина убаво кажано за самиот крај. Ви благодарам за гостувањето во визита. Ви благодарам за поканата, поздрав до вас и до сите родители и дечиња.